За само 10 години бројот на ученици кои се запишуваат во основното и во средното образование во државата бележи драстичен пад. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека во учебната 2009-2010 година во средните училишта во земјава имало над 95.000 ученици, односно дека во 2021-2022 година имало 71.000 средношколци. Тоа е намалување за над 24.000 ученици или 1/4 од учениците за само 13 години. Може би најилустративен е податокот дека во оваа учебна година беа отворени скоро 30.000 слободни места за уписи во прва година средно образование, а се запишаа само 15.481 ученик. Пописот спроведен во 2021 година покажа дека бројот на млади луѓе драстично се намалува. Во изминатите 2 децении бројот на луѓе помлади од 29 години се намалил за дури 270.000 жители. Намалување на бројот на ученици има во сите општини, но најизразено е во помалите градови. Во Пешчево, на пример, бројот на ученици се намалил за скоро 3,5 пати, во Крушево за над 3 пати, во Валандово за 2,5 пати и така натаму. Градоначалниците на помалите градови велат дека образовната реформа од 2008 година, кога средното образование стана задолжително и бесплатно, најмногу ги погоди најмалите општини. Ако учат на страна, средношколците добиваат бесплатен интернет и храна, како и бесплатен превоз, па тие од малите градови избираат да учат во поголемите центри во околината. Таму имаат повеќе можности за шетање, побогат социјален живот, а ништо не ги чини. Повеќе од половина од завршените основци од малите градови се запишуваат во средно во најблискиот поголем град.